Беше тоа на 30. јули 1938 година, кога е извршена електрификација на Душановац, односно на селбата Маџари. Беше тоа на 30. јули 1944 година, кога Народниот одбор на Куманово ја презеде власта во градот. За негов прв председател е избран Никола Пешев, татко на револуционерот Панче Пешев. За подпредседател на одборот е назначен Драги Младеновиќ Пироќанац, за секретар адвокатот Јанко Бојков, а за благајник Славко Спасовски. Останатите членови на тој прв легален кумановски градски народно-ослободителен одбор биле Трајко Карамфиловски, Коста Димитриевски, Шабан Асанов, Димче Ѓоргиевски, Стојан Ивановски Слога, Сабри Асанов, Јашар Зумберов, Асан Љатифов, Јордан Антов, Борис Крстевски, Милан Стојановски, Ефтаменкова, Гиго Цветковски, Ацо Тосковски, Тале Русова, Трипко Смилевски, Христо Тодоров, Најдан Тричковиќ, Дачо Рубеновски, Божин Стефановски, Георги Петковски, Горка Панчева, Никола Кипријановски, Иван Величковски Брада и Цветко Јакимовски. Беше тоа на 30. јули 1990 година, кога владата на Македонија упати апел до граѓаните за празникот Илинден на 2. август да не патуваат код манастирот Свети Прохор Пчински. Истиот ден членот на председателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Васил Тупурковски во собранието на Македонија предупреди на опасност од општа војна во Југославија, а во Законодавниот дом се побара најдобра позиција за Македонија по повлекувањето на Југословенската народна армија од Словенија. Државата беше пред клучна одлука. Југославија повеќе не постои и треба да се реализираат најавите дека Македонија нема да остане во било каква скратена федерација. Тогаш за прв пат по Втората светска војна во комплексот Свети Прохор Пчински немаше прослава на јубилејот на Асном. На 30. јули 2015 година во Торонто, Канада, умре Џон Луис Николас или Лазо Битов Постариот, познат канадски бизнисмен со македонско потекло. Растењето во семејството кое ги носело трагите од прогонството и голем број страдања, внело во Џон Битов чувство на патриотство кон Македонија и длабока љубов кон македонскиот народ. Во 1991 тој ја организираше и финансиски ја поддржа меѓународната кампања за признавање на Република Македонија како независна држава од страна на водечките светски сили. Џон Битов ја зачна идејата дека дијаспората на македонците треба да има организација која ќе ја водат професионалци, која ќе работи во полза на економскиот развој на Македонија. Тој има добиено бројни награди и признанија. Му беше врачено највисокото граѓанско признание на Канада, канадскиот орден. Во Македонија, Џон Битов беше почестен со највисокото признание за животно достигнување, за неговата посветеност кон Македонија. Признанието, медалот 8 септември, му го додели председателот Ѓорѓе Иванов.